Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели и драги пријатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата Студентски парламент. На почеток во најавата на што е посветено денешното издание на емисијата. Минатата недела Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во соорганизација на универзитетските алијанси Colors, Еутопија и јуфе беше домаќин на 9-тиот состанок на ректорскиот форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан. Учесници беа над 60 представници од универзитети и членки на форумот, представници од европските алијанси, но и гости од универзитетите од земјава. Присутните на овај важен академски собир дискутира за идните можности и улогата на академските заедници во модерниот свет, а посебно внимание се даде на актуелностите за универзитетските сојузи, универзитетските вредности и алијанси, што за UKLO е посебен момент бидејќи се реализира во светлината на неговата актуелна вклученост во алијансата Colors. Во програмата на форумот, UKLO, како членка на Colors, одржа уште две важни случувања: промоција на мобилниот колаборативен простор, CoSpace, место за размена на идеи, соработка и поврзување меѓу академијата и соработниците од бизнисот, граѓанскиот, владиниот и образовниот сектор, а исто така и теренско истражување на тема туризам, активност на работниот пакет 3 од алијансата Colors, чиј домаќин беше факултетот за туризам и гостителство во Охрид. Посебно внимание на присутните на форумот, но и на граѓаните на Битола привлече мобилниот колаборативен простор, така наречениот CoSpace, кој беше поставен на широк сокак. Во денешното издание на емисијата Студентски парламент, преку разговори со одговорните професорки и со дел од ангажираните студенти, ве запознаваме со него. Останете со нас на 90,8 МГц. Ispadni čovek, ne vidi ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi ka nekoja druga što ke ti dade se. Rani me, pa i posledno da je doš da vi vrnete. Ima li problem, ne begaj ko si te maži, laži da dojdeš, do srce da dojde. Ipak po staro, rani me, odi ka nekoja druga što ke ti dade se. Rani me, pa i posledno da je doš da vi vrnete. Nikoj da ne gleda solzive, što za tebe sam i tečan. Nogi tebe, ke nikoj ne broji nogi tebe.
Професор доктор Мимоза Богдановска-Јовановска, професор на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола, е денеска гостин во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, но овој пат ќе ја најавам и како раководител на CoSpace-от на UKLO, на Colors. Професор, ке добре дојдовте во програмата на UKLO FM и еве во нашите информативни емисии постојано зборуваме дека за време на одржувањето на 9-тиот ректорски форум на Југоисточна Европа и Западен Балкан, Colors го промовира CoSpace-от на широк сокак. Вие како раководител постојано тука присутни. Добар ден, поздрав до сите слушатели на UKLO FM. Ви благодарам за можноста денес да бидам гостин на вашата емисија и да споделам она што би требало и универзитетот, меѓутоа и целата јавност да го знае во поглед на овај нов момент кој што се случува на универзитетот во последниве неколку месеци како дел од проектот Colors, кој што е еден од активните проекти на универзитетот и прва алијанса во Македонија на која што нашиот универзитет е член. CoSpace-от како нешто ново претежно го препознаваат битолчани, но веќе доволно или неколку месеци наназад зборуваме за него, па некои се може би веќе информирани, но еве накратко да им кажеме што всушност е CoSpace-от или колаборативниот простор. Самиот збор колаборативен простор или простор за соработка зборува многу, меѓутоа ете од европски рамки да го земиме тој атрактивен термин кој што се користи како CoSpace, е простор во кој што универзитетот отвора врати за заедницата. Да бидем конкретна, универзитетот и претходно имаше отворени врати за заедницата, меѓутоа знаеме колку заедницата го користи тој момент, односно парцијално на ниво на универзитет, во зависност од областа која што ја покрива универзитетот, тие соработки се реализира и претходно. Меѓутоа сега, еве поттикнати и од овој проект кој што се реализира на 9 универзитети на ниво на Европа, на нашиот универзитет буквално се отвора канцеларија која што ќе биде отворена за секој еден кој што можеби има прашања, можеби има идеја да ја сподели и во која што универзитетот би можел да даде свој придонес, односно да помогне во реализацијата. Од тие причини, значи, се започна со тој процес, а денешното и вчерашното присуство на широк сокак е всушност дел од тој процес. Тоа значи дека на јавноста и стануваме достапни да можат едноставно дури и преку пополнување на формулари да го искажат својата заинтересираност. Зошто? Затоа што често луѓето се плашат или чувствуваат една бариера. Универзитетот е сепак една институција која што е на многу високо ниво во хиерархијата на една држава, па делува некако недостижна. Да ретко кој би отишол во ректорат или би тропнал на вратата од факултетот и да речи јас имам идеја во која што вие можеби можете да дадете придонес или да го решиме тој проблем или предизвик. Токму затоа едноставното присуство на широк сокак, нашата улица на која што барем 3 пати во ден секој граѓанин ја поминува, самиот штанд поставен на начин на кој што нема бариери, немаме некое стакло или нешто што треба да се помине за да се стигне да било да е до асистент или до професор тука. Во еден дел од денот дури ректорот и проректорите беа тука присутни. Значи едноставно се обидуваме да ја дадеме таја непосредност на граѓаните, да можат независно дали се представници на бизнис секторот, дали се како физички лица, дали се представници на институциите од јавниот сектор или пак се членови на невладина организација, да пристапат, да поразговараме, да споделат она што имаат, да прашаат тоа што имаат и на некој начин да трасираме еден пат кој што ќе донесе за добробит на заедницата. Може да забележам дека голем број граѓани застанува, се интересира, прашува што е ова, што се случува. И убаво е што не само вие како професори, како академски кадар кој што беше тука постојано присутен, пристапувавте и објаснувате, туку и студентите беа тука за да го кажат она што треба граѓаните да го знаат. Всушност идејата е во овај CoSpace студентите да бидат оние кои што ќе го имаат главниот збор. Токму така. Значи добро сте забележале. Интересен е фактот дека навистина граѓаните пристапува и прашува најпрво што е ова, затоа што многу често за да се отвориме мора да знаеме пред што сме или во што сме тука.
Меѓутоа, она што беше интересно е дека навистина доаѓаат идеи кои што едноставно ние можеби не сме помислиле дека можат да дадат таков придонес и за универзитетот и за заедницата. Ќе ви дадам еден конкретен пример. Пристапија пензионери кои што не само што прашаа какви студиски програми има, што е ова, каде можеме да добиеме информации, добија она што ги интересираше и во еден момент кога кажавме дека собираме идеи како можеме заедно да помогнеме за заедницата, две многу убави идеи дојдоа, испливаа на површина онака од прва рака. Првата дека се заинтересирани за доживотно учење, односно дека би можеле да присуствуваат 2 пати или 3 пати во неделата на активности кои што универзитетот би ги организирал за нив, дека тоа би им било чест и многу би им значело во делот можеби на фотографија, можеби на стари занаети, нешто што можеби не е толку во фокусот на универзитетот, меѓутоа универзитетот може да се јави како организатор на таквите нешта. Значи, знаеме дека универзитетот има една мисија, една визија, меѓутоа сега да се прошири таа визија и мисија. И втората работа, што исто така е многу интересна, пензионерите сите имаат некакво работно искуство, некоја своја професија, во кое што тоа искуство е толку многу богато и би било штета да остани само во рамките или во главите на оние кои што се пензионери. Нивната идеја беше дека можат да одделат време, своите искуства да ги пренесат на студентите. Тука сметам дека е клучниот момент во кој што можеби, туку сигурно ќе се размисли и точно CoSpace-от ќе биде просторот во кој што ние ќе ги организираме различни луѓе од различни професии, пред се пензионери, значи богато искуство, кои што во одреден ден од неделата со претходна најава ќе бидат на располагање на студентите и на професорите, затоа што и нам ни е многу драгоцено таквото искуство да го слушниме, да може да се разговара. Тоа е нешто што сметам дека УКЛО ќе биде првиот во Македонија кој што ќе ја даде таа можност на своите студенти. CoSpace-от, кој што е тука алоциран на широк сокак, нели за одржувањето на форумот на ректори, е всушност мобилниот CoSpace, кој што нели овие 2 дена е поставен тука во Битола, меѓутоа идејата е тој да може да патува, да биде и меѓу граѓаните на останатите единици, каде што универзитетот има единици, нели Прилеп, Велес, Скопје, Кичево, Охрид, значи секаде каде што граѓаните ќе можат да дојдат со исти вакви идеи, некои нови, сето она што е интересно за граѓаните, но како што кажуват и поширокиот простор за заедницата, да може некако да се имплементира, да се започне поинтензивна таа врска меѓу универзитетот и заедницата. Видете вака, кога се креира еден проект, како долгогодишен учесник во проекти ова го зборувам, секогаш се има една идеја. И идејата беше дека овие помали универзитети, значи Алијансата Colors е во суштина алијанса на универзитети од помали градови, не оние во главните градови, туку во помалите градови кои што се поставени како регионални, баш онака како што е и Битолскиот универзитет. Идејата беше дека треба да има една точка во градот, во која што, кога велам точка, се мисли на канцеларија, значи во која што ќе може граѓанинот да пристапи она што претходно го зборував. Меѓутоа, како созреваше идејата, како почна да се имплементира проектот, свативме дека тоа ќе биде овозможено, ако станува збор за Битола како место во кое што е седиштето на универзитетот, ќе биде многу овозможено само за граѓаните на Битола и ќе биде многу лимитирачко за останатите членки. Македонија има поголем број на градови, нашиот универзитет е сместен во поголемиот број на поголеми градови низ Македонија, што значи дека не можеме ние да онака себично да настапиме само во рамките на Битола. Од тука во разговор со првиот човек на универзитетот, со нашиот ректор, во разговор со академскиот директор, во разговор со сите оние кои што се вклучени во проекти, размислувавме што е она што можеме да го понудиме и така исплива на површина идејата да имаме
во суштина овој CoSpace да го поделиме во два дела. Првиот дел, дури така го нарековме, front office, односно предна канцеларија, која што ќе биде мобилна. Тоа значи дека ќе циркулира низ овие градови во кои што е лоциран нашиот универзитет со различните членки, во градовите кои што ги набројавте. Додека вториот дел, тоа е оној дел кој што го нарековме back office или постојан простор во кој што ќе можеме да ги реализираме активностите од типот за кој што претходно зборував, значи да имаме во тој ден, во толку сатот се организира на присуство на човек од праксата кој што своите искуства може да ги пренеси на студентите. Така да направивме еден нов момент во проектот, кој што точно од тука потекна и за кој што добивме на вистина многу пофалби од останатите членки во Алијансата кога ја споделивме идејата и на некој начин и другите членки во Алијансата ја прифатија, така да тој CoSpace на секаде сега доби два моменти, фронт и бек офис. Професорке, морам да кажам во оваа прилика дека разговорот го снимаме на широк сокак во мобилниот CoSpace. Имам уште неколку прашања за вас. Ќе направиме сега една музичка пауза, па ќе го продолжиме разговорот. Почитувани, останете понатаму со нас на 90,8 МГц. Кажи дали некога сум те оставил, да самуваш, да тагуваш, остануваш сама ти. Кажи ми, лажеш дека простор фали помеѓу нас, лажеш дека ти си била заборавена, оставена со денови, сама ти, лажеш ти, нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеа. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеа. Наша љубов има чудни правила, си заборавила, време минува, поминува, заминува. Дојди уште една за да има причина, не знам дали можам да ја вратам надежта, оставена, изгубена, длабоко во тагата. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам, нека збори ова душа како срна ранета, ќе преживеа. Нека боли кога ќе ме повреда, кај што не дозволувам, нека збори
И еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио УКЛО ФМ Битола ви подсетувам дека разговараме со професор доктор Мимоза Богдановска-Јовановска, раководител на CoSpace-от на УКЛО Colors, колаборативниот простор. Професор, ке мораме да кажеме дека уште од почетокот на годинава, кога официјално УКЛО стана дел од Colors, се започна со интервјуа на студенти, затоа што целната група првенствено ми се студентите, а студентите се оние кои што треба да го имат главниот збор во CoSpace-от. Тогаш се јави солиден бројот на студенти кои што сака да бидат дел од проектот, но постојано ве прашуваат дали можат повторно да се вклучат други, нови, да им кажем. Да. Токму така, значи како што универзитетот постои за своите студенти, така и CoSpace е формиран да помогне и да го прошири она што студентот може да го добие во рамките на универзитетското образование. Универзитетот и изборот на факултет на студентите им го дава потребното знаење за профилот. Меѓутоа една комплетна личност, академски образована, подразбира и многу други компетенции, вештини и знаења, кои што е најдобро да се оформат кај студентот во текот на студирањето. CoSpace-от постои и треба да им овозможи на студентите можност за стекнување на овие компетенции и знаења, меѓутоа ништо од сето тоа не може да биде доколку тие не се активен член на оваа заедница. Токму затоа, уште во самите почетоци, повикот беше до студентите. Да видиме кој е нивниот интерес, колку се тие запознати и колку сакаат да учествуваат во она што универзитетот еве го отвора како можност за нив. Бевме импресионирани од квалитетот и бројката на оние студенти кои што се пријавија. Беше навистина тешко да се направи избор помеѓу нив, затоа на крајот одлучивме да не постои конкретен избор, туку секој да има можноста и шансата да се вклучи во работата и во активностите кои што ги има ова организацијска единица на универзитетот. Дополнително, она што сакам да го споменам е дека ова е процес кој што сега во рамките на проектот ќе трае 4 години, меѓутоа со можност за продолжување уште 3 години, кој што еве се најавува дека ќе се случи, а ќе трае и понатаму онолку колку што функционира и самиот универзитет. Тоа значи дека вратите на CoSpace и на овој проект се секогаш отворени, потребата од нови студенти е секогаш неопходна, можностите за вклучување се секогаш тука. Она што е најбитно е студентите да го пројават својот интерес, да се чувствуваат слободни, да пристапат, да дојдат, да го искажат својот интерес, а наше е да најдеме во кои активности нив ќе ги вклучиме. Кога зборувам за активности, активностите се од најширок ранг. Од организацијски активности, од активности поврзани со мобилности на студентите, од активности со креирање и испроведување на идеи, од активности за вклучување во други проекти, од активности во креирање на проекти, така да се она што студентите би можеле да го научат во текот на периодот додека студираат на универзитетот, а да го дадат како придонес во овој CoSpace е отворено како можност и еве го користам овој момент затоа што знам дека радиото е слушано од нашите студенти, да упатам апел да не се воздржуваат во своите желби, туку едноставно да дојдат, да пристапат и да ни ги кажат, а ние ќе најдеме начин нив да ги вклучиме. И да ги вклучите и да ги наградите. Тоа дефинитивно, затоа што во рамките на проектот има предвидено финансиска надокнада, можеби не е нешто со кое што ќе речеме ќе напуштаме студиите, сега ќе работиме во CoSpace, меѓутоа е доволно добра да тоа представува мотив за нив и една инспирација за таквото вклучување. Добро, да не заборавиме и тоа дека Универзитетот Свети Климент Охридски Битола веќе има правилник за наградување на студентите кои се вклучени во воншколски активности со добивање на дополнителни КТС кредити кои ќе бидат впишани во додатокот на дипломата, па ете и тоа е плюс за нив. Видите, активирањето и вклученоста во работата на CoSpace. Да, токму така, значи нашиот универзитет е прв кој што има ваков правилник донесен, а правилникот точно произлезе од потребите кои што се видоа, затоа
што голем број на студенти се активни, сакаат да бидат активни, дел од своето слободно време го вложуваат во универзитетот, меѓутоа нормално и во свое лично надоградување. И токму затоа сметаме дека онај момент на диплома саплемент кој што години функционира во рамките на болонскиот процес треба да биде навистина во права насока употребен, а за тоа да може да се направи и да биде за сите подеднакво, за сите студенти од сите факултети на нашиот универзитет подеднакво, нормален пат беше да се донесе еден правилник. Благодарение на оваа ректорска управа, на нивниот ангажман, видување и стратешки пристап, овај, ако можеме да го наречеме предизвик со кој што се соочуваат студентите, се донесе тој правилник, го промовираме, имавме некоја активност која што се реализира во рамките на Colors, тоа беше со невладините организации, една голема средба во која што над 20 на невладини организации присуствуваа и се запознаа со овој правилник, така да за секоја една активност студент кој што ќе ја реализира во текот на своето студирање и активирање дали во CoSpace или надвор од тоа, има бодување. Тоа бодување е начин и можност да таа активност се внеси во диплома саплемент, затоа што студентите заминуваат, оценките остануваат евидентирани, дипломата постои, меѓутоа што се друго работеле или се активирале во текот на нивното студирање, досега остануваше да лебди во воздух и да биде можеби покриено само со некакви сертификати. Сега тоа се бодува и е влезено во диплома саплемент, официјален документ кој што составен дел на дипломата и кој што понатаму на секој еден работодавец подава една сигурност дека студентот она што го тврди во своето CV во суштина и се случила на вистина. Добро, тука и како апел е до студентите да проверат на веб страниците на единиците на универзитетот, на веб страницата на uklo.edu.mk. Таму ќе ги најдат и сите оние и правилникот за бошколски активности и се она што треба да го пополнат. Да бидат добро информирани, затоа што тие слушаат, меѓутоа не секогаш се најтемелно информирани во поглед на ова што универзитетот им го нуди. Веб страницата на вистина е еден непресушен извор во кој што на многу добро, детално се дадени сите овие информации, а во секој случај еве постои CoSpace-от, постоиме и ние како професорски кадар да тие информации од прва рака ги споделиме со нив. Ќе го привршуваме разговорот, останува да заклучиме дека мобилниот колаборативен простор, мобилниот CoSpace на UCLO Colors си ја заврши успешно работата тука на широк сокак за време траењето на ректорскиот форум, чиј домакин беше Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Останува да се најавите кога ќе бидете како гости на останатите единици, мислам во нивните градови, каде што сегде нели UCLO има своји единици, да бидете одлично посетени како тука и нели да тера работата што се вели онака како што треба. Да, овие 2 дена на вистина како еден почеток имаме доста успех во поглед на ова фронт офис единица на CoSpace-от, на овој колаборативен простор. Веќе луѓето знаат, не слушнаа, не видоа. Се надевам уште повеќе студентите дека тоа го знаат и се информирани и дека уште повеќе ќе побуди интерес дополнително да се информираат. Ова е само еден почеток, денес да завршуваме, меѓутоа тоа е еден нов почеток. Во иднина, во зависност од тоа колку ќе дозволат временските услови во овој зимски семестар, овој отворен простор ќе биде присутен во Прилеп, во Кичево, Охрид, Скопје, Велес, во зависност од тоа како ќе биде договорот и со раководителите на факултетите кои што се сместени во овие градови. Меѓутоа, наредниве 4 години во рамките на Colors, а потоа и како составен дел и нормален начин на кој што универзитетот ќе функционира и во иднина. Ке дозволите, заборавив уште нешто да кажам, а мораме тоа да го кажеме како исто така важен момент. CoSpace-от беше посетен и од председателот на Colors Алијансата, господинот Торстен. Разговаравте со него, неговите впечатоци, еве, на крај да ги кажеме. Да. Навистина е битно тоа да се спомене. Тој беше импресиониран од она што го виде, беше импресиониран колку граѓанството пристапуваше до овај отворен простор, споделуваше идеи, пополнуваше формулари, над 30 на формулари од различен сектор имаме пополнети како желба за соработка.
Уште повеќе беше благодарен, значи изрази мојата благодарноста до мене, до нашиот ректор, до нашиот академски раководител професорката Рената Петревска-Нечковска за идејата да имаме фронт и бек офис во CoSpace-от. Исто така прв пат бил во Битола, беше импресиониран од самиот град, од гостопримството и на универзитетот, меѓутоа и на граѓанството, и рече дека сигурно нема да му биде последен, односно дека голем дел од активностите што се случуваат во проектот, тој ќе поддржува да се случуваат токму во нашиот град, а тоа значи отворање на Битола, не дека досега не беше отворена, меѓутоа во рамките на овие универзитетски води, отворање кон Европа и носење на европските универзитети во Битола, што навистина за нас е од големо значење и голема чест. Ви благодарам за разговорот и мораме да оставиме нешто и за некоја следна прилика. Токму така, јас ви благодарам за поканата. Секогаш сум расположена се она што ќе се работи во CoSpace-от да биде споделено преку вашето, односно нашето радио универзитетско, и сметам дека со тоа ќе ги обогатиме програмите кои што ги има и досега универзитетското радио, да и сите оние кои што во моментот можеби ја немале можноста да присуствуваат на тие настани, ние кои што ќе ги правиме преку еден краток преглед, да бидат информирани и нормално со своји идеи да ни пристапуваат и да го обогатуваме целокупното работење на универзитетот како целина. Srce zbori, ima samo ludi rani i vo mene nemir Luge zbora teka, ja sam bila s ide strani, verujte lažele A srce puno rani, ja vo mislive na s ide strani Među vojna i mir sme, ja si ti Imam se, no ne, a ne Rodeni sme, site sami Navik na fi bez tebe Ko februari ladna Vo ne, a sonce ne gre Ko februari ladna Vo ne, a sonce ne gre Mene veke nema ništo da me skrši Ništo veke nema, ne A ljubovta so sila ne se drži Okovi čelični, ne isto kako lani Imam se, no ne, a ne Rodeni sme, site sami Navik na fi bez tebe Ko februari ladna Vo ne, a sonce ne gre Ko februari ladna Vo ne, a sonce ne gre Ве подсетувам, вие сте со програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, ја следите емисијата Студентски парламент, а во предложение ви нудиме да ги проследите разговорите што ги водевме со дел од ангажираните студенти во CoSpace-от на Укло Colors, а исто така и разговорот со академскиот координатор на Укло Colors, професор доктор Рената Петревска-Нечковска. Ева Нешковска, сега веќе дипломиран студент на Педагошкиот факултет во Битола, постојано и цело време ангажирана во активностите во рамките на 9-тиот ректорски форум, кој што, како домакин се јави Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, се држуваше тука 2 дена. Ева, искуството твое, што вели сега после овие настани, твоето ангажирање тука? Фала ви многу. Искуството мое кажува дека нема ништо подобро од обединување и од заедничка една младешка енергија
енергија, но и енергија која што е споена заедно со огромни искуства и кога сите тие компоненти ќе се спојат, резултатот е видлив. Имавме прилики да се социализираме со многу луѓе, од тоа да стекнеме социјални контакти, за понатаму да може да ги искористиме во полето на науката, за да си го издигнеме нашиот универзитет уште повеќе. Реков дека веќе си дипломиран студент на педагошкиот факултет, што сега понатаму? Понатаму, Боже здравје, планирам да запишам магистерски студии, да одам по тој пат, да пишувам трудови и потаму ќе видиме како ќе оди. И те гледаме како редовен соработник на студентскиот магазин Uplo Colors. Се надевам, ви благодарам. Добра, а Борис Гушевски како председател на Универзитетското студентско собрание на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола и тој денес тука во коспейсот на Uplo Colors. Борис, како е заинтересираноста, што гледаш, што каде да пренесеш со твои зборови да слушателите? Па еве што да го пристигнав јас пред половина час и навистина сум на еден начин изненаден од бројот на посетители кои што се на штандовите на нашиот универзитет. Се надевам самите луѓе кога ќе разгледаат што нуди нашиот универзитет, ќе ги натерат своите најблиски, па дури сами да себе да дојдат и да студираат на Укло, а исто така и прекрасна организацијата и студентите кои што тука се вложија од утрово да бидат тука и да го представуваат нашиот универзитет. Uplo Colors, како председател на Универзитетското студентско собрание, имаше можност да присуствуваш на првиот работен состанок што се одржа во Падерборн. Контактите од тогаш ги имаш со твоите колеги, се работи нешто на тој пот? Да, контактите ги имам, веќе работим активно, се воспостави тој студентски форум на Colors во кој што сме 45 студенти, по 5 студенти од секој универзитет и веќе активно работиме. Јас сум лидер на сите студенти на Colors на работниот пакет 6, во кој што има еден наш студент и другите студенти се од другите универзитети. Да прецизирам точно, двајца се од Франција, еден е од Италија и еден е од Шпанскиот универзитет. Веќе работиме на тие предизвици кои што ги нуди самиот работен пакет и веќе следниот месец во октомври имаме конференција во Осијак каде што ќе присуствуваат по 20 студенти од секој универзитет за да се одржи тој состанок во живо на студентскиот форум. Меѓутоа ние имаме состаноци еднаш месечно каде се координираме и работиме на заеднички теми. Uplo Colors, голема придобивка за студентите и на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Се надевам дека ќе имате можности и останатите студенти на Uplo да ги искористат сите бенефити што им се нудат, што им се дават. Сакам да ги охрабрам сите студенти кои што се на нашиот универзитет Uplo и идните студенти да се вклучат во активностите на Colors, бидејќи нуди многу со самото тоа од самите Erasmus програми кои што ги нуди, како што бевме во Падерборн пред неколку месеци на таа Model United Nations конференција. Исто така да ги охрабрам, како што кажав, студентите да се запишат, да се внесат во Colors активностите, веќе ќе им нуди дипломата која што ќе добијат, ќе им значи многу повеќе од било кој друг универзитет во нашата држава. Да, Борис, ти благодарам за разговор. И тебе. Благодарам. 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 Во Коспейсот, кој што еве се промовира тука на широк сокак, како дел од Универзитетската алијанса Colors, нели? На промоцијата присутни студенти кои што биле активни во некои од проектите организирани, па еве им се доделува сертификат. Ке ни се представите? Петар Гушевски и Христијан Делов. И обата студенти на техничкиот факултет во Битола. Добро. И сега што добивте и за што добивте? Добивме сертификати за волонтерство на сајмот познат како Погон, односно сајм за математика. Да, тој беше организиран техничкиот факултет некаде почетокот на јуни. На јуни, тоа беше организиран. Ние бевме како волонтери. На тој начин учествувавме на наставите. Волонтерската работа? Малце мачна, ама се исплаќа на крајот. Да речам се организира на нашиот факултет, ние сме студенти на тој факултет и нормално сакаме да помогнеме да се оствари нештото. Убав настан на кој што беа собрани на едно место студенти, средношколци и основци, а вие како домаќини, волонтери, одлично сте се покажале, затоа и сте добиле, нели, сертификати, похвалници. Знаете ли дека и за вашите ангажмани надвор од она што значи редовна настава, како во школски активности, добивате поени плюс? Сме слушнали за тоа, знаем исто така и сакавме да го искусиме тоа. Како е?
ќе бидат како додаток на вашите дипломи по завршувањето на студиите? Да, известени сме, ќе си пополниме тоа што треба и ги поднесеме сертификатите и тоа е тоа. Се уште на крајот ваш апел до колегите студенти да се активираат или да си бидат така во нивната комфортна зона, Да се активираат во што повеќе што можат во настани, во волонтерски акции вака, бидејќи тоа е за нивна корист исто. Треба да се активираат сите студенти, организациони вештини за комуникативност, размена искуства, друштва, нови пријателства се и да речем и со други колеги иста возраст, и со постари, повозрастни, со поискусни, со професори, со други личности. Вреди. Добро, очекувам и во новата академска година да ве гледаме вака почесто на настани кои што се организираат од универзитетот, од вашите факултети, па да имаме за што да зборуваме повеќе. Ви благодарам. Се гледаме во наредно. Благодарим. Разговараме и со професор доктор Рената Петревска-Нечковска, професорка на економскиот факултет во Прилеп, но и академски координатор на UCLO Colors, професорке колаборативниот простор, мобилниот CoSpace на UCLO Colors, активен 2 дена на широк сокак. Мислам дека се постигна целта што сакавте да ја постигнете. Точно така. Заедно со сите партнери од Алијансата во овој период сите промовираме колаборативен простор на еден или на друг начин. Ние имаме фиксна единица, простор на нашиот универзитет и мобилна единица, овој простор кој што е тотално дизајниран за да може да се најдат на едно место сите наши постоечки и потенцијални соработници, нашиот кадар и студентите да ги запознаат и да започне или продолжи соработка од вистинска природа, адресирање на реални проблеми и нови предизвици за унапредување на нашето живење. Срекни сме што нас не почести председателот на Алијансата Colors, господинот професор доктор Торстен Мајер, кој што беше воодушевен од нашата и организација и начин на изведба на колаборативниот простор и во суштина го валидираше она што сакаме да го покажеме со Алијансата Colors, дека ние имаме многу потенцијали како во кадарот, како во студентите, како во соработниците во нашата држава и регион и сето тоа можеме да го ставиме во функција на едно унапредено живење. Време за плачење, колку жешко може дај се топев пред тебе ко да сум ја шеке, на тоа ке остане. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас, секој пат кога на тебе јас ќе помислам и знам, нема никој како нас, знам дека ме мислиш како што те мислам јас. Фантазија и ризик би се вратил ти 100 пат. Секој ден во себе те препознавам магично тебе. Секој миг е сега авантура за која се спремам и без див ја сторам. Секогаш кога од тебе одам, но те знам, јас тебе нема да ме оставиш мене. Ова чувство е се од небо на земја, па каква дилема, нема назад враќање. Пато сега лесен е, те гледам за себе, ти светиш ко мене, еден за друг ние сме. Времето си лета, кога помина лето е среќа, се смеам на глас,
Почитувани, тука го завршуваме денешното издание на емисијата Студентски парламент на Универзитетското радио UKLO FM Битола. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а уреди и водеше главниот и одговорен уредник на UKLO FM Битола, магистер Сонја Тантарова-Груевска. Останете и понатаму со нас на 90,8 МГц. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си лана како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си лана како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Кога сонце заоѓа и морето се бранува, ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си лана како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си лана како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. UKLO FM 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола. Член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk